Почитувани, повторно сме сведоци дека владата продолжува да создава конфузија, но не само кај бизнис секторот, туку и меѓу граѓаните. Отсуствува долгорочна стратегија за закрепнување на економијата, а мерките кои што се понудени единствено се наменети за предизборен подкуп. Доказ за ова се и предвидените средства за стопанството во третиот сет на мерки. Од каде се обезбедени средства во износ од 204 милиони евра за директна поддршка за стопанството. Во рамки на истата мерка се предвидува државна гаранција. Како може да се предвиди државна гаранција, кога Законот за јавен долг јасно кажува дека државата не издава гаранција за приватни компании? Како ќе успее владата да ги заврши сите активности, поврзани со платежните картички, кога воредната состојба истекува на 30 мај, а потоа стапува на сила изборниот законник? Прашувам, како ќе се вршат еднократни исплати после 30 мај? Незнаењето и неспособноста да се справат со кризата и да ја изменаџираат со истата, креира 200 милиони евра буџетска дупка само за првите 4 месеци од оваа година. До крајот на годината во буџетот ќе недостасуваат вкупно и до 1,3 милијарди евра, пари кои ќе треба да ги земеме на заем и да ги враќаат идните генерации. Лошите и конфузни политики на СДСМ ќе имаат огромни последици по македонската економија. Мерките кои ги предлагаат не помагаат, туку одмагаат. Потребна е итна стратегија. Власта нема визија за носење на долгорочни мерки. Мерките не само што не се сеопфатни и задоцнети, истовремено тие се одликуваат со краткорочен ефект кој нема да биде доволен за здравување на економијата. Македонската економија е ставена пред сериозен предизвик, а безидејноста на владата како да се спаси економијата од очајната состојба и понатаму продолжува. СДСМ и ВМРО ДПМН значително и суштински се разликуваат. ВМРО ДПМН нуди сеопфатни и структурни решенија за економската криза, која ја предизвика корона пандемијата. ВМРО ДПМН за разлика од СДСМ со своите развојни политики и градожен бум и економска експанзија, нуди долгорочна стабилизација на економијата, која на државата е очајно потребна. Ви благодарам за внимание.